Добро вечер, драги мои, добре дојдовте во најновото издание на Македониум. Ви посакувам пријатен почеток на вечерта, бидејќи уште е рано за спиење. Ако сте оваа летна ноќ расположени за гледање телевизија и ако сте на сонце, задолжително ве замолуваме да останете со нас до крајот. Денеска ќе разговараме на една тема која стана многу актуелна и популарна пред известно време, кога во државава, во земјава пристигна група научници од странство кои што има една цел и една мисија да вршат истражување, испитување на едно македонско тло, на една македонска почва која што претходно никој од нас не ја спомнуваше, не ја говореше и особено не ја посетуваше. Ама се надевам дека многу брзо ќе се смени таа ситуација и дека за некое брзо време сите барем дел од својот одмор ќе потрошиме на кај Свети Никола, за да видиме што всушност крие Свети Никола сите овие векови. Од недопрените хималајски височини, од малото кралство на крајот на светот, од убавите луѓе на Хунза, пристигна одговорот на нивната долговечност и здравје. Масло од семка од кајсија, априкот ойл или хание дел, како што си го викаат на борушевски. Статусот на семејствата во Хунза се уште се мери според тоа колку стебла кајсии имаат во дворот, а тој култ кон кајсијата го претвориле во капка здравје. Рачно, камен на камен, толчејќи ги семките, да се направи капка сончевина, капка убавина и капка сила. За овие луѓе ова масло е добро утро и секојдневие. Тоа е првата асоциација за Хунза и нешто што го сметаат за свој бренд. А такво е зошто е направено рачно, по рецептура стара 2300 години, колку што се тие таму, во таа хималајска долина. Македонија која атокон олутаро аюа атокон ујонар го се шати санди тупа мардотан. Радост е да го имате и да го пробате. Искористете ја привилегијата зашто ова е прв пат хунзите да праќаат некому од своето масло, а вие знаете дека тоа не е случајно. Пратено во Македонија со многу љубов и молитва за здравје. Години проверен квалитет. Жито Прилеп. Денеска во нашето студио за таа цел еден млад господин од Свети Никола на кој што му велиме добре дојде во Скопје, добре дојде во Македониум. Никола Ристовски од Свети Никола, изворно од прва рака да ни пренесе се она што ние не знаевме, почитувани наши. Прво, добре дојде во Скопје, добре дојде во Македониум и во Сонце. Ви благодарам, здраво живо. Прво благодарен сум на вас што возможивте да ова приказна да се пушти пред гледачите, да имаме малку време и простор да кажеме што точно всушност се случуваше оваа пролет во Чеполието. Ја следам вашата емисија, се радувам што сум овде, кога многу луѓе чеи што книги сум читал и кои што мојата генерација учи биле баш овде кога си разговарале со вас. И се надевам дека ќе имаме мирен разговор и ќе успееме да го свртиме вниманието кон она што на вистина го имаме, а не кон приказните кои што се обидуваат да ни ги кажат. Така.
Велат и јас секогаш се придржувам кон тоа мото, раскажувај ги приказните што ги знаеш. Можеш да ги знаеш оние приказни кои се твое секојдневие, кои се пренесувани од твоите дедовци, прадедовци, ги чувствуваш како лични и како своји. Може би некои од тие приказни во оваа релативна категорија наречена време се засенети, зацкриени или закопани длабоко под земјата, меѓутоа како и секоја вистина, секоја вистинска приказна доаѓа време кога сама се манифестира и се пројавува на светот. Говорејќи за Свети Никола и цела она конотација што го доби тоа истражување, драго ми е што конкретно имаме можност да поразговараме со тебе, затоа што ми се чини дека ти си еден од оние првите што го иницираше тоа како тема, бидејќи јас се сеќавам на тебе уште во некои од емисиите на македонската телевизија, каде што многу долго време пред Демагој Николич се обидуваше да го свртиш вниманието на македонската јавност на кај Свети Никола. Меѓутоа, ние македонците сме такви, треба да дојде некој друг од странство и тогаш паѓаме во несвест и нели потполни апсолутно веруваме на се што тој ќе каже, иако претходно некои наши тука нели ни го кажувале истото тоа по 15 милиони пати. Меѓутоа, Елем, ајде од почеток. Како сето тоа доби едно вообликување, нели, за да излезе ваква интересна приказна и што е всушност она што тебе те заинтригира да видиш дека нешто таму има. Освен геоглифот, освен ѓаволскиот зид, така наречен во близината на Свети Никола, што друго ја предизвика твојата македонска љубопитност? Curiosity killed the cat, љубопитност е уимачката, велат американците, нели? Ама, знаејќи, имајќи спознанија за повеќе нешта кои што природни, неприродни, надприродни во овче поле, после долги години надвор од државата, откако завршив со образование и патување, и се вратив овде и почнувајќи да ги гледам тие места во самата близина на градот, до кој што се стига и пешки, почнам да размислувам што би било ако луѓето кои што сум ги гледал во странство, луѓето кои што ги гледам на телевизија по документарци и сето тоа, луѓето кои што ги гледам на телевизија, би погледнале наваму и што би се случило тогаш. Имам привилегија да живеам во општина со 200 и кусур археолошки потврдени локалитети кои што ги пишува на официјалната археолошка карта. И нема како да не бидам информиран за она што се случувало порано и како нештата и како селата, старите населби околу селата, сите тие древности изгледале порано. Привидејќи живееме во ново време, веќе е 21 век, но она што се случувало пред 30-40 години, ние веќе го забораваме како генерација. Колку за for the record, не сум ни археолог, ни историчар, по професија сум дипломиран економист. Гостинот ни е дипломиран економист. Управување менаџмент. Извини на кратко, многу тука ќе те прекинам. Во текот на моево искуство во комуникацијата со луѓе кои истражуваат низ македонските теми, сум се сретнала со најразличен профил на луѓе кои што си имаат своја професија, меѓутоа ова им ја некаква животна обземеност, што е многу повеќе од хоби, за да го наречам хоби, ова истражување низ македонските теми. И сум сватила дека тоа не зависи од професијата и не треба да сте историчар и не треба да сте археолог за да пројавите интерес, нели, кон нешто што е ваше, суштинско и врз кое што практично газите и чекорите секојдневно без да се прашувате што има одоздола. Старите знаат да речат дека сме поголеми и постари евреи од евреите и дека кај да копнеш на 30 сантима, 50 сантима има нешто под земја, слој на цивилизација. Так. Конкретно овче поле, таму се најстарите, едниот дел од најстарите пронајдени локалитети во Македонија, кои што датираат уште од неолитот, многу одамно, односно 5-6 илјади години пред нашата ера, што е 8.000 години назад од денешна перспектива. Да, образованието ми помогна само кога се вратив овде и се соочив пак со сите стари книги дома, сите писанија од предците, од дедовците. Имав привилегија да растам со двајца дедовци, од кои што едниот историчар, а другиот новинар, па од нив научив многу и чувајќи ги нивните податоци, кога се вратив од
од странство, успеав да го склопам целото тоа на едно место. Се уште не е објавено, затоа што е многу обемен материјал, но и да научив како да почнам да го пуштам тоа во етер. Интернет, живееме во 21 век. Имаме блогови, не ни треба да плаќаме ни медиуми, ни ништо, тоа се пушта информацијата лета за 2 до 5 секунди, ја читаат и другарите од Австралија, Канада, и Аргентина и сега. На тој начин, на тој начин започна и нашата комуникација, да им кажам на гледачите, и Никола повремено не само што тој постира на неговите страници, туку и ми испраќаше во инбокс во приватна комуникација толку интересни наслови, текстови. Практично сватив дека сте се потрудиле да соберете се од било кој медиум што излегло во меѓувреме на оваа тема. Значи, за тоа е навистина потребна една трпеливост и посветеност на темата која се обработува, а најмногу од се, тука се гледа една 100% на ваша убеденост дека навистина таму станува збор за нешто специфично. Зашто специфично станува збор? Ајде кога зборуваме за геоглифот. Конкретно, кога ја гледав емисијата, кога се вративте вие од Узбекистанот таму. Сега, веќе јас имав некои сознанија за овде, за големи сознанија за ова датата на раѓање на Александар и сето тоа. И си реков едно време, па види, во Узбекистан тие се сеќаваат на Александар, во Индија тие се сеќаваат, гледајќи документарци on the footsteps of Alexander the Great, се гледа дека секој народ таму го памети Александар, а ние овде постојано како да сакаме да го избришеме. Па да го избришеме, да го негираме, да го представиме како се што не бил, целото негово обкружување, семејство и да го представиме на начин на кој што ни рекле дека треба да го представуваме. Затоа што и за како што сме ние сега варвари, како што сме тие од внатрешноста од Македонија варвари за тие во Скопје, како што е Скопје како ниво на Македонија варвари на ниво на Грција, така Грција е на варварско ниво во однос на незината финансиска писменост по тој цел колапс што и се случи, па така едноставно се повторуваат шаблоните од историјата, односно времето кога од Дамнина Демостен ги ги предупредувал, не можете да си ги чувате овците, слаби кучиња сте, не сте расни кучиња, доаѓаат волците и повеќе плашете се од младиот волк затоа што е поселен и од татко му Филип. Значи, уште на времето ги нарекувале нашите варвари, а ги нарекувале и волци нормално, затоа што нивната глутница била сепак посилна. Што се случува сега? Во целата свест, во светот се менуваат нештата. Извинете за малку подолги одвој. Како многу интересна повелја. Нештата се менуваат. Сведочиме дека како цивилизација и покрај целата удобност од технологијата и науката која што имаме, ние сепак едноставно не знаеме ни да управуваме, ни да менаџираме, ни тоа да извлечеме некаква благодет, не за нас за сега, туку за идните генерации. И имајќи го интернетот како алатка, како орудие, само ми се потврди нешто кое што го знаев од колку сум од предшколска возраст, од пред да завршам основно училиште. Во семејството чуваме една фотографија, фотографирана од авионче мало, на која што јасно се гледа еден рид, на ридот има две бандери, се гледаат двете бандери, едната подалеку, се гледаат овци, има една елипса огромна, има знак како стрелка, ама малку продолжена, и од мали нозе знаев дека има тумба која што е во самата близина на градот, баш на меѓата кај што се атарите на Црнилиште, Кнежје Пеширово и Свети Николе, таму има тумба некаде у близината, која што има елипса и символ некаков кој што се чита од небо. Ете, некој го сликал од авион во 90-тите години и го имаме како информација. Не само ние, туку и повеќе луѓе и од Свети Николе и од Македонија. Так. Користејќи го интернетот, Google Maps, Google Earth и т.н. влегов, почев да гледам дека и од таму се гледа истото. Не се променило во меѓувреме? Не се променило воопшто. Во меѓувреме, во едно телевизиско шоу на Канал 5 телевизија, Off-Road Show, професорот Аристотел Тентов
беше таму и зборуваше дека таму чита, според него и неговиот тим, читаат запис од Демотското писмо. Односно читаат посвета на според нивната транскрипција, македонската транскрипција на средниот текст од каменот од Розета, читаат, го препознаваат знакот на првородениот син од пантеонот на македонците и знакот на небесниот водач, односно небесниот татко, и знакот за големата мајка, за првата мајка. Значи, вака, според символиката и она што е досега протолкувано, геоглифот во Свети Николе го представува практично пресликување на звездата Касиопеја во оној момент кога е роден Александар Македонски. Да, се пушти во јавност кога професорот Тентов баш тогаш кажа на телевизија, се кажа дека го чита како на А, во, од Зе, односно на првата мајка од во небесниот водач, Зе првородениот син. Па едни македонци во Розата од вода беше веќе издадена, па таму убаво пишува за во речникот во средината на 311 страна. Некоја за подбуквата З, па како Зеус, Усисос, како Аксиос, што е Аксии, се грчки наставки, па како го читат како Зеусе, односно оно кој што гледа се, гледа низ се прозирот. Во книшката со зборови од каменот од Розета, пак на други јазици, кога професорите Тентов и Бошевски објаснуваат како е, пак го пишуваат како all-seeing eye, the firstborn, the prophet, the one who sees everything, оној кој што гледа се, eye of providence, односно. И тогаш си реков, еве, штом луѓе кои што воопшто не ги познавам, новинари еминентни, професори зборуваат за ова, го читаат, еве ова е сериозна работа веќе со Демотското писмо. Значи, тука има нешто, тумба ако беше, не мора во Америка, ако беше во една Бразил, Аргентина, во кои било тие јужноамерикански републики, ако беше во Русија, ако беше во кои било од северните Литванија, Финска. Па замислете да беше во некоја од западните земји што да, што ќе се случеше. Што ќе се случеше? Геоглифи, бидејќи геоглифи постојат насекаде во. Ние воопшто и за геоглифите, нели повеќе научивме, освен некои ретки документарци на времето што сме ги гледале, каде што сепак на крајот останува прашалник како се направени тие форми во житото, во тревата, на ливадите или не знам како. Има разлика беше седните, а ова се уметнички форми создадени од земја, камен, нешто слично. Меѓутоа, сето тоа пак се сврстуваше во сферата на научната фантастика, каде што сепак на крајот останува прашалник кој нема одговори, нели се разгледува и се аспектираат тие такви форми, нели, на земјата како некаква нејаснотија или контрапункт од тоа дека го направиле луѓе кои не знаат што да прават со себе и сакаат да ги зезат другите. Да, или е навистина нешто повеќе од тоа. Да. И сега што прво? Тој геоглиф се гледа, значи се гледа со голо око, од градот се гледа, од Говедар камен има еден огромен камен кој што луѓе идат таму од Ѓурѓевден. Меѓутоа зошто баш секаде, сакам да прашам следново, дали имаш одговор на прашањето зошто токму нели таму на тоа место постои тој геоглиф. Освен оваа теорија дека е тоа пресликување на Касиопеја во денот, во и часот и моментот на раѓањето на Александар. Па и читањето што понатаму значи таа символика. Да, дека тоа нешто пак тие велат многу постаро, значи тоа Демотско писмо. Значи што би имало под геоглифот, ми е прашањето. Ево. Вака се. Потврдени 200 и кусур археолошки локалитети. Во Овче поле, значи потврдено е дека живееле старото племе пајонци, пеонци. Да. За пеонците многу малку се знае. Некои велат дека се илирско-трахитска мешавина, некои ги одделуваат од нив како посебна бела од бригите, дека се посебно племе, дека се братучеди со македонците први по крвно сродство и сето тоа. Дури за македонскиот за Каран вели кога му бил даден налог од некој од управителите од северните градови, точно од управителот кој што бил во градот Бела Зора. Бела Зора сите имаат до 80-те години на минатиот век Бела Зора е убицирана, најголемиот според Полиби градот на пајонците. Добро. Најсеверниот, најголем град на пајонците според Полиби, Титливи и сите древни автори. Во горниот дел на течението на реката Вардар. Така.
се велеше Велес. Кај Велес има вила Зора римска некоја, но се велеше дека е кај Велес. Иван Миколчич 1976 има направена убикација на Била Зора кај градиштето кај село Кнежие до Свети Николе. И од тогаш наваму научната јавност, теоријата е дека ово овде е Била Зора. Опипливи материјални докази за тоа официјално има многу малку во народната збирка збирката на Народна банка со монети, има пајонски монети, селаните усно предаваат, има запишени преданија дека со голо око се гледали и монети, и накит на тој рит и се. Официјално нема, има многу малку керамика најдено, таму има столбови, веќе се отвара град, постои една просторија за која што мислат дека е храм, привидејќи има мозаици и фрески таму. И сето тоа ни говори, датиране од 7 до 2 век пред нашата ера, и ни говори дека овде имаме народ кој што живеел во континуитет со оној народ во Долна Македонија. Така. Знаејќи дека Ругбаир кај Горовинци и Амзабегово, култура Амзабегово кај Барутница, се неолитски култури, кои што на ниво на цела Југославија се едни од најстарите заедно со Винчо, со Вршник, кај Таринци, со Говорлево, Адам од Говорлево и сето тоа. Значи декларирани и потврдени археолошки локалитети. Сега со голо око не се гледа, тоа е све затрупано, повеќето од нив е затрупано. Човек да отиде со голо око ќе гледа кој што нема искуство во обзервирање на природата и на сите тие нешта, ќе гледа ридови, полиња. Така, сигурно. Така. Разбирам. Затоа што Овче поле е една огромна рамница каде што нема рид кој што е повисок од 1000 метри. Ниту еден рид не ни е повисок од 1000 метри, све е рамно како да треба да дојде нешто од небото да слета. Ама како и за се во животот, така и за оваа тема, човек треба да знае да ги следи сигналите, нели? Ако не ги следите сигналите, тие може да се насекаде околу вас, ама ништо да не ви значат вам. Значи, сепак е во прашање отвореност на свеста и доволен квантум на информации за да тие символи се протолкуваат лично и да се добие некое свое сознание и своја приказна. А особено вака, ако си свој на своето, како што се ти во Свети Николе. Да. Користејќи го интернетот, забележав дека во линија на северот геоглифот е веднаш јужно од градот. На север, географски север нагоре, сега не точно до сантим, немам огромна карта и голем шестар и ленјер за да мерам сега, можам на интернет да мерам. Да. На север е Котино, на југ Алшар. Во истата линија. Во линија, така. Има еден рид Островица кај Габреш, Островица, некогаш имало езеро овде, па се вика Островица кај Габреш, кој што наликува на пирамида. Тој пак рид е со еден пирамидален исто така планина со ртање у Србија, се пак исто така во линија север. Значи се има некој шаблон помеѓу сите тие древни светилишта на ниво Значи на има Балкан. логика. Да, има логика некако. Каде е се. Уште додека сме овде разговарајќи, морам на нашите гледачи да им раскажам едно мое лично искуство. Праќајќи се од Узбекистан, точно од Нурата, градот каде што постои светилиште и каде што исто така македонците престојувале долго време, дури направиле своја тврдина и Александар направил своја резиденција, да ја наречем замок, ја викаат тамо. Значи, враќајќи се со авион, исто тоа што го си го забележал ти, сосема случајно го забележав, дека летаме во потполно иста линија, нели? Авионот навистина не прави ни скршнување лево, ни скршнување десно. Го потврдивме или го повторивме тоа истражување наше кратко и во нашата средба кога се договаравме за емисијава и навистина свативме дека се во иста географска линија со Свети Никола. Значи, на вој она место каде што луѓето цел живот остануваат да чуваат нешто толку свето, што тие мислат дека е гробница на Александар Македонски, еден син камен, исто така по кој што трага целиот свет. Едноставно, откривајќи ги нив, откриваме враќајќи се дома и уште една фрапантна информација или податок за нас. Значи, ако тргнете, ако тргнете од таму, доаѓате во Македонија, тоест поточно во Свети Николе, или ако тргнете од Свети Николе и одите право, ни лево ни десно, стигнувате точно на светилиштето Чешма во Нурата. Многу интересно. Имав прилика да се запознавам и со господијата Гелева, многу ми е мило што сме сограѓани, таа има потекло Свети Николе од Овчеполието. И кога се запознав и со вас и вие ми го рековте тоа, само ми се врати едно нешто друго. Барам третата точка, си вам Свети Николе и Ватикан ми се на иста линија вака.
Кога ги гледам, па ја барам третата точка и ете сега вие ми возможивте Ние да ја сме ја најдам нашла третата. точка, да ја кодам нека што изгрева сонцето натаму. Да, иако за нас е третата За Ватикан. изгревањето на сонцето, тоа како годините се минуваат, а ние не да тапкаме во место тука како генерација, како цивилизација и се деволуираме на место да еволуираме. Пишуваат сега при разговоров, нема да цитирам никакви древни автори. Тој храм. Да запали темјан, за да го поздрави сонцето кое што треба да излезе. И додека бил дете, многу пати го прекорувале и му велеле не го гори целиот темјан што го имаме овде. Кога отишол далеку на исток, пишува и ги влегол во едно од последните таму на Дари трезори, кај што освен богатствата, дијаманти, злато, тоа за денешниот нас човечки ум, што гледаме како богатство, имало свила, материјали, мириси, кои знае какви зачини, секакви, семиња за ртење, за растенија и сето тоа. Од таму запленил огромни количества на темјан и скоро сите ги испратил на свештеникот кој што го чувал истиот храм додека бил дете, со писмо еве ти доволно темјан за да ми простиш за целото свое детство што горев без вие да ми дозволуват. Така. И да не штедиш повеќе на темјан. Да, ја знам оваа приказна. Меѓутоа, ајде малку како ова, пред да го поврземе сето ова со Александар, што сепак на крајот ќе го направиме, сакав да се вратиме уште на овие истражувања од овој експертски тим. Прво, ти беше еден од оние што беше присутен таму цело време. Да, дел сум од не од домашниот, од интернационалниот тим. Така, значи, со една цела компетенција би можеле да разговараме на таа тема без да бидеме поинаку сватени. Кој се дојде, ме интересира и како, она што прочитав и она што ја знам, дека целата организација за да дојдат тие луѓе овде е на Домагој Николич или значи негова иницијатива и практично една негова организација ќе се согласи, зашто за тоа сепак треба и пари, и време и организација и желба првенствено. Значи, веројатно или според она што јас го знам, ти се запозна прво со Домагој, па потоа се запознавме со Домагој прво. Па потоа, нели, следуваше се тоа. Сегашните луѓе кои што одлучуваат за такви работи имаат слух, веројатно, и очи да видат и уши да слушнат што се случува, па изреагираа брзо. За Геоглифов се нема зборувано многу. Професорот Тентов во претходно спомнатото телевизиско шоу, потоа Талкаче дојде од македонска телевизија изненадно во Овче поле, па го повикав Горан Динев од Свети Николе, кој што е еден од најмладите докторанти по археологија. Тогаш вработен во Градскиот музеј и заедно говоревме на таа емисија на самиот Геоглиф од 2011. После истата таа есен, едно утро Горан ми се јави од музејот и ми рече дали би сакал, имаме гостин од странство, дали би сакал да не однесеш до Ѓеволскиот зид. И јас не сум бил никогаш, ајде еве ни прилика да отидеме да го видиме. Никој во музејот кој што од сите вработени не знаел како да стигне до зидот. Неам обврски, убав ден ми се види кога станав, ајде да се видиме, отидов, тогаш се запознавме со Домагој, он бил у Кратово, чул за мегалитскиот зид, ги истражува мегалитите на цел Балкан и тргнавме. Цел ден поминавме Ѓеволскиот зид, отаде Богословец, тоа е еден огромен зид као најголемите делови се дупло од оваа сценографија позади се голем многу мегалитски зид.
И зашто се вика ѓаволски ѕид? Ќе ви кажам повод. Добре. Да. Ѕид е тоа, така го завикале ѓаволски, за да се плаши народот да не оди таму. Апо има, ѓавол има. Поминавме цел ден таму, вечерта се прибравме и тој ми кажа дека ќе продолжи во Сопотот, ако сакаме да го придружиме уште на некои места во Македонија. Јас не сакав да одам со нив, пошто не со луѓе кои што не знам, ниту сум археолог, ниту сум и историчар, што ќе барам јас со нив. Ако одам им го покажав зидот и тоа беше Да, тоа. оно што знаете сте го покажале. Седнавме кај мене, му отворив Google, му викам ево имам еден геоглиф, му кажав колкава е тумбата. Сега човекот знае дека има горе у Хрватски има геоглифи, знае човекот. И веднаш ја во очи Касиопеја, мене тоа многу ми изненади. Ја во очи Касиопеја знае астрономија. Така. И премногу едуцира. И веднаш ја во очи ми рече, тоа се врти во 4 пати во година околу. Според 4 годишни времења се врти околу Поларис, секогаш на небото ја гледаме, впечатливо со звезди, огромно, ова исто како тоа. Од како си замина, гледам тоа е тоа и сега почнавме да бараме како ова, како Касиопеја на небото кореспондира со нашиот геоглиф на земјата, дали воопшто некаква линија. И што би значало ако е Што би навистина значило? Касиопеја, да. И Касиопеја си има мит таму за Касиопеја, дека Персеј доаѓа, дека се... Да не го сега објаснувам, novчepole.com на сајтот кој што го онака аматерски, волонтерски работам за кеф, таму може да се прочита, ги стави старите слики и митот за Касиопеја. Увидовме дека таа како што се врти, мора во одреден дел од годината, бидејќи геоглифот ни е поставен север-југ, да одговара на сликата на геоглифот. Сега кога е тоа? И цела Македонија зборуваше цело време за Александар Македонски, како да ни е некој, прости им Боже, како да ни е некој што го познаваме од улица или не знам како. Тоа е премногу сериозна работа и огромна. За него се напишани најмногу книги во историјата, за него најмногу се говори, најмногу лаги се напишани, повеќе лаги од колку вистини. И се уште е мистерија и после 23 века Да, од... размислував и работејќи на интернет и со зборовите на Google и сето, имајќи прилика да видам од Македонија кои зборови се најпребарувани, како ни размислува народот, нели? Па што бараат највеќе и сето тоа, што се бара на латиница, што на кирилица. Гледам дека овче поле кој ќе се напише и Свети Никола излегуваат само некакви статии за, не знам, немавме вода за пиење долги години, па излегуваат статии за криминал, па излегуваат статии за... Се беше во негативен контекст, кој што можев да го најдам на интернет. Добро, и барајќи за Македонија, кој ќе напишеш Македонија Александаров Маседон Александар да Грейт, никој Томбов Александар, гробот на Александар не го поврзува со ништо во Македонија. Да, луѓе велат во Беласица, во Кочани, у Охрите, Во Узбекистан. Узбекистане, Да. Да, и за тоа подоцна, за неговото вечно почивалиште. Да. И си реков, ајде, како можеме тоа да го споиме со ова цело, едноставно му викам на дома го имаме софтвери со кои што можеме да гледаме 10.000 години напред и 6.000 години назад у времето, да се поставам на која било точка, сакам географска дужина и ширина на земјата, и алгоритмот ми пресметува како во одреден саат мислат звездите на небото. Значи со истите софтвери одредено дека трите пирамиди у Египет одговараат со појасот на Орион на небото. И тогаш видовме и многу интересно друго нешто беше, знаеме дека цел свет го споменува умирањето на Александар, умирањето што го определуваат околу 11 јуни. А никој не го спомнува неговото раѓање. Точно, баш се и јас се прашувам зошто луѓето овде во Македонија пред некое време кога почнавме да се сестуваме на таа тема, го одбележуваат разни невладини дружини на граѓани и така натаму, ништо официјално, меѓутоа и тие неофицијалните го одбележуваат денот на смртта, а не денот на неговото раѓање. Тргнал кон исток, значи тргнал кон изгрее сонцето, значи нашите стари куќи сето тоа се правеле да влегуваш, нели, да гледаш кон исток за изгрее сонцето, за целата благосостојба и сето тоа. И се запрашав, зошто е тоа така? Значи на некого тоа му смета. Па што му на некого тоа смета, ако се напише вака, секако ќе има одек некаков.
Што било да има, за 2012 беше таман. Да. Крај на свет, се тоа, луѓето у паника, у параноја сите, што било да напишеме ќе има. Ама, гледајќи дека има околу 40 или 42 дена од според датите како ги определуваат смртта и раѓањето на Александар, починал 40 или 42 дена пред да наполни 33 години. Сега тие 40 дена ги имаме ние во традицијата, кај новороденче не се оди 40 дена, после погреб 40 дена, порано клади се палеле, таму на 40-тиот ден за телото го горат, претходно го чувале, бдееле над него. И гледајќи како Касиопеја тогаш стои над геоглифот, мене не ми беше верно и му пишав на Домаго, ај провери ти на твоите софтвери, види што ќе кажа. Располага со подобра опрема од она до кое што ја имам достап. Така, и? Го потврди тоа гледало дека е тоа. И автоматски имаме датата на раѓање на Александар да се огледува над нашиот геоглиф во реон каде што живееле пајонците и била нивната кралска куќа, а тие биле заедно со агријаните како слични племиња, едни од најверните придружници на Александар се до крај, кога другите се враќале назад со богатството, тие останувале со него. Враќајќи се назад, знаејќи дека од Хомер Илијада се споменати криволаките пајонци, дури ги има и по имиња и по сето тоа, значи овде имаме нешто многу старо. Домагој почна да натаму човекот да истражува, јас прекинав, не сакав да чепкам во работи за кои што немам ја што пишувам за Александар Македонски, ни го знам, ни го познам. И сега, еве, предизвикани или иницирани од целата оваа приказна, се формира тимот. Кој се беше во тој тим? Шампионски. Добар тим, дрим тим. Луѓе кои што порано истражувале Стоунхендж, Египет, Каиро, низ цела Европа, мегатили, амфитеатри, Помпеја, Везов, се тоа. Истанбул, џами, цркви огромни. Опрема од Универзитетот од Трст на професор доктор Паоло де Бертолис. Добро. Опрема на Слободан Мизрак од Демиург од Хрватска. Професор доктор по филозофија Велимир Абрамовиќ од Србија беше присутен. Звучен инженер Хејки Савалаинен од Финска. Тој претходно доаѓал во Македонија како музички продуцент на некој фински музичар. Горан Марјановиќ, човекот кој што ја има, според записите на Никола Тесла, направено целата Теслина лабораторија на долниот спрат во неговата куќа. Значи, како се века? Горан Марјановиќ. Така тој беше присутен. Друг некој? Да, Немања Драгојловиќ беше тука, еден млад независен истражувач исто така, и Игор Томек кој што беше одговорен за фото и ауди. Така. Да не заборавив некој? Не заборавив некој. И сега, што тие си поставија за задача? Што мереа всушност? Так, неинвазивни методи, значи наместо како археолозите да идеме да копаме таму, наместо да донасам бушилици за вода, багери, тоа да се уништува сето тоа, наместо да се пушта струја па да умират црвци, растенија меѓу земјата, се што е живо. Тие со нивната софистицирана опрема, која што веќе им има потврдено, како што кажав, на огромни светски такви sacred places, свети места, фаќаат звуци од долу, значи користат потполно ниски фреквенции кои што нашето чуе далеку што може да ги слушне, кои што се пониски од тоа што се пушта од радио, радари, телекомуникации, сите и сето тоа, според движењата под земјата на лава, на вода, на илјадници километри, како тоа иде нагоре, електромагнетно го фаќаат и преку ултразвук го фаќаат и врз основа на тоа можат да определат има, нема, што има, какво е, од што материјал, колкаво е, докаде има вода, има ли нафта, колку нафта има, дали. Така. И сето. Значи, дури некаде прочитав, тоа се толку софистицирани опреми дека, значи, ти даваат трудимензионална слика и на тоа што е под земјата, нели, врз основа на повратните дека одговорните институции, според договорот, бидејќи сум дел од интернационалниот тим, според договорот на интернационалниот тим и на град Свети Николе, локална самоуправа Свети Николе и градски музеј треба да ги презентираат резултатите на јавноста до На кратко ние може да кажеме или да те прашам следново. Значи, да кажам за звукот само што експертизата е завршена на овој ултразвук. Да, повели? Се пушти еден ултразвук нели од геоглифов. Дека е снимен доздоле и сето тоа. Тоа беше објавен прво на Што укажува? Еве, повратниот ултразвук, тоа што е пуштено, тоа е качено на Универзитетот од СБРГ SB Research Group на нивната страна
и на SoundCloud за да можеме ние да го слушнеме, ние го качивме од како го качи ја ти онлайн. Тој е спуштен звук за 6 или 6 октави, баш тој што е спуштен за да може нашето уво да го чуе, за да ние го чуеме шаблонот или патернот кој што одоздоле доаѓа и зрачи. Тие луѓе кои што ги мерат тие фреквенции велат дека пирамидалните фреквенции се од 28 до 32, ова зрачи со 41 и кусур наоколу. И нема таму што да. Значи, накратко, свето значи место, тоа? кое што свето место кое што вибрира уште од Тражно енергетско место. најдревни до сега и баш сега му е времето да се погледне баш како тоа окото цело, како што гледа, така ова целото овче поле како едно око го наблюдува целиот свет и си го чека моментот кога само по себе ќе може да си го врати сејаот. Кога што рекла Олимпија, треба државата да се исчисти од плевелот за да си го врати сејаот. Така. Сега вака, слушајќите како говориш, значи цела светска јавност знае дека има неколку такви силно енергетски места на светот, значи места со не знам како ги нарекуваат стручно, меѓутоа со... Не, да не се разбереме погрешно, извинете пак што ќе ве прекинам. Тоа не се никакви фреквенции кои што луѓето да не се мислат да не баат. Тоа не се никакви фреквенции кои што ти ќе отидеш таму и ќе оздравеш и тана. Но. Така. Но. Човечкиот мозок, како се класифицираат енергетските места според човечкиот што? мозок, Значи меѓу другото енергија од 22, Добро. 22 алфа стейт. Во тоа алфа состојба на нашиот мозок ние можеме да учиме, ние прифаќаме совети, ние правиме добро на другите луѓе, керинг, кога се грижиме, помагаме и сето тоа. Сите цркви се правени на такви места. Така. Сите цркви у Македонија. Турците дури не дозволувале да се прави црква кај што порано немало црква. А како мерале ниво на енергетски полиња на тие места? Имале древни техники. Немале машини. Немале машини сигурно од $1.000.000. Да. Предпоставувам дека тие техники доправа треба да ги учиме или да се присетиме на нив. Некакви храмови на сонцето, па сите тие цркви се правени врз тие храмови до места на извори и така. тоа. Знам само за едно слично мерење, можеби еден од овој тим го има правено на Света Софија, например во денешна Турција. И Света Софија се бројува во една од најенергетските точки на планетава Земја според софистицираните денешни мерења. Тогаш во истиот момент се прашав како ли знаеле таму да ја изредат Света Софија уште на тие времења, а немале вакви софистицирани 3D можности, нели, за подземни звуци, фреквенции или не знам што. Меѓутоа, велам, допрва можеби ќе откривам. Сакам да те прашам следново, значи што всушност значи сега, што овие параметри добиени на такви силни фреквенции, силни електромагнетски полиња или така наречена енергија, она што популарно ја кажуваме за да не разберат сите. Што значи тоа, што има под геоглифот за да се создаваат таквите вредности, мерки и единици на сите овие мерења? Значи, ќе кажам во јавност слободно, не дај Боже да има гроб доле, пошто реметиме некој. Сигурно. Некој ремети. Никој не знае кај се големите пеонски гробишта. Цело овче поле е преполно со навидум чудни тумби. Големите пеонски гробишта, јас ќе ти кажам каде се, бидејќи мене ме однеса Паскал Камбуровски, кој што исто така се занимава со оваа тема. Значи, од Исар Марвинци до Вардарски рид и така натаму една долина од 3-4 километри. Ако живееле пеонски овче поле, до долу имале поврки, значи овие тука кои што живееле морале да имаат гробници пак некаде овде. Да. Нема едино ако Вардар бил толку пловен па да ги пуштат по вода, онака па на клада запалена. Да, меѓутоа ние сега сите како и сега нема нели за цела Македонија гробишта само на едно место. Се разбира секое населено место си има свој храм и свое место. Да, па и баш тие племиња родовски заедници доле. Да, меѓутоа како што не знам кој автор го посочи пред како вели од горното течение на Вардар Николас Хамон пише до Солун, до долу, тоа било Пајонија, претпоставувам. Таа пеонија. Доколку имаме можност како генерација да доживееме науката, да го истражи она што го имаме под нашето тло, ќе посведочиме на промени во светската историја, факт.
го се извади тоа што го има. Радикални промени на досегашните сваќања и учења. Што имаме под геоглифот? Јас не знам што има под геоглифот. Може би има змеј кој што ни го чува бериќето и не пази од ламњата, да не снема за последно. Затоа што веќе не снемува. Потполно селата се празни, младите... Еве, јас бев долги години надвор од државата, сега сум вратен. Многу луѓе беа се надвор од државата, млади многу луѓе кои што треба да се размножуваат сега ги минуваат годините и не го прават тоа. Така. И живееме во време кое баш да ни е моментот да или ќе направиме нешто и ќе застанеме свој. Па официјалните статистики, сега не знам дали од овие наши официјални институции пред известно време излегува со податок дека македонците како народ ќе ги снема за 300 или 400 години, значи последниот македонец ќе изумре за 300 или 400 години, што само по себе е поразително да размислувате, зашто 300-400 години е како денот од вчера. Замислете некому од нашиве македонски дејци пред 300-400 години или не знам големи македонски херои некој да му кажал такво нешто. Просто неверојатно делува, како што и сега делува, меѓутоа тоа се Тоа се 5-6 генерации, 5-6 генерации од сега. Турско, они зборили за Филип и за Александар и го зачувале целото тоа сеќавање, тој бит, тоа во нивното, а ние како генерација сега се соочуваме со исмевање на тоа, подценување на колку поназад одиме во времето. Едно табуизирање на темата, која што по редот на нештата треба да е најговорената тема во Македонија, барем од 92-а наваму. Никој не вели ние да одиме назад и да живееме како тие порано што живееле, камо ние да можевме да размислуваме. Да се вратиме на темава и кажи ми, и всушност на крајот на емисијава сакам сето ова да го доведеме или да го извадиме од контекстот на гробот на Александар Македонски. Значи сите овие истражувања, сите овие мерења, па дури и нашето патување во Узбекистан ми се чини дека беше поинаку третирано, затоа што нашата првенствена идеја беше трагање по живите македонци и тоа никако остана неспомнато дека ние сме нашле луѓе што се викаат Аминта и што се декларираат дека се македонци исто како и на Хималаите. Меѓутоа сето тоа остана засенето од фактот дека таму имало гробница на Александар Македонски или гробница што тие луѓе ја нарекуваат гробница на Александар Македонски. Наше беше да пренесеме. Значи, после тоа никој ништо не ме праша мене за македонците, а сите ме прашува за гробницата, дали навистина гробот е таму и така натаму. И јас и тогаш, и сега, и секој мој јавен настап, и секој интервју го користам да потенцирам дека тоа никогаш не било предмет на мој интерес, да го барам гробот на Александар Македонски, нити пак јас тргнав да го барам, да ја барам гробницата. Едноставно, барајќи ги живите македонци, дојдовме до еден артефакт кој што никој предходно не го снимил, никој предходно не го објавил, што беше само по себе една голема професионална радост за нас. Меѓутоа, и понатаму ќе повторам, нити некој тврди, нити некој отиде со таа намера, барем говорејќи за нашата мала експедиција. Не знам дали оваа експедиција во Свети Никола исто така имаше за цел или пак ја извадија од контекст таа реченица за гробот на Александар Македонски, дека е точно ето и таму, па таму се веќе по сите мерења сега се открива дека е тоа една длабока шуплина во која мора нешто да има, што ми е шуплина, што може да има освен гробница и така натаму. Значи, што мислиш на таа тема? Вака за да луѓето да можат сега ова се што го проговоривме до сега да го сватат, што за повеќе малку се отстранивме од темата. Требаше да чекаме како македонци. Значи за овој геоглиф знаат сите, не може да не знае и армија летат секој ден хеликоптери, таму знаат сите, на Google се гледа, излеговме на емисија на телевизија, професорот Тенков кажа се. И при тоа да не се знаеше, сега веќе сите знаат. Сега веќе сите знаат. И требаше да чекаме да не има да не споменат во емисија кај Крешимир Мичак, Креше е супер, несомнено еден од најпознатите една култна емисија за нашите гледачи, да кажам, ако нешто на да, гледам таа емисија. Еднаш не спомна и тука се служи како реакција од луѓето многу. И веќе втората емисија за Александар, која што го предизвика целото ово, беше снимена уште од претходната година. Значи, емисијата беше снимена.
Сега знаев дека Домагој снимал цела емисија со Крешо за геоглифот. Кажав тука на кој требаше да кажам луѓе авторитети од институции и сето тоа. Им реков немојте кога ќе излезе емисијата да бидете неспремни. Изненадени. Да, на работ, нели, на науката. Излезе емисијата. И веднаш после тоа супер беа прогласени за почесни граѓани Домагој Николич по таа емисија за почесен граѓанин на Свети Николе. Исто таа церемонија и господин Драгише Здравковски, кој што е археолог, еден од првите кој што има пишувано за Овче полието, и господја Емилија Гелева, кој што исто така по потекло од Овче поле. Да, па И тоа е голема потоа почест, да ја заслужуваат. Да. Луѓе кои што се уште живи, кои што Сигурно. со своето постоење се уште го представуваат тој крај. По Домагој беше присутен тогаш. Гостуваше и пак на телевизиски емисии од и сето тоа. И во контактите со локалната самоуправа беше договорено да се направат некакви мерења, но некогаш о том потом, нели? Дека некогаш Во ќе се перспектива. случи. Да. Некој од луѓето така во јас не знам кој во повисоките слоеви на пирамидата, веројатно имал очи и видел, имал уши и слушнал, па одобрил нешто вакво. Официјалниот тим беше овде од 18 до 21 март, се извршија мерењата. Во тие емисии на Рубознаности Домагој рече дека според древните мистерии учени, кругот мора да биде затворен, затоа и денеска ние викаме кај што се родил, таму и ќе го закопаме, па луѓе од Австралија, од Канада, Така е. Тоа е една теорија авиони која ги што- праќаат дома. Која што е подкрепа на сите наши Никој не македонски знае надежи. каде е старата пела, бела, Да. еѓе, Да, иако мислат дека е сега во рамките на денешна Егејска Македонија. Пред тоа имало нешто, Да. така да имало некој Белград. Ово овде се вика била Зора, биле овде пајонците кои што биле од огромнат луѓе од доверба на македонската кралска фамилија. И тој само го спомена тоа што и рече дека е тоа гробот на Александар, според неговата логика и според сите оние нешта кои што заедно ги читаме од овој геоглиф. Кога бевме во Кратово, ни кажаа за погребната поверка стари луѓе од Кратово. Добре. Кога го погребувале цар Александар, 9 ковчези му било пренасано телото, не знам колку години го метлеале натака на ака. За на крај да му се има место испраќај таму едно, кај што на патот свеќиња фрлале се тоа. Народот се сеќава на тоа, значи Така. од цар Александар. Може би бил некој Александар од среден век, може би нешто се случило, може би некој нашол некој стар пергамент, па почнал да го кажува тоа од поново време навака, ама важно народот го памети тоа. Си го има во своите народни приказни. И си има докаде одела. Исто како што поворката, народот да. во Мариово си има се уште во денешните приказни што ги раскажуваат на своите внучиња, па дури и некои им благодарам, многу ми се јавија за да ми ја кажат оваа информација, дека во околината на Алшар, тие села се уште жива приказната, дека Александар со војската одел таму во близина на Алшар да ја остри сабјата на Месечина. Што тоа значи понатаму? Тоа е исто така доволно за анализа вака од еден друг аспект. Меѓутоа, зошто тие некои работи остануваат така врежани во генетската меморија е прашање кое што чека одговор од иднината. Вака, за крај на емисијава сакам само да те прашам што следува. Значи, кога официјално и вака јасно и гласно ќе слушнеме што навистина има таму и кој тоа треба да ни го каже. Наскоро треба да завршат мерењата кај професорот Тентов во Машински таму на ФЕИТ и да излезат институциите со официјално соопштение што се измерило во Овче поле, или да се каже на народот. Народот Так. чека некој дојде мереше овде сето тоа. Се надевам дека мерењата ќе бидат повторени по можност во периодот кога е роден ден на цар Александар. Ќе ми дадете тука едни 3 минути малку да кажам нешто за тој дел, за да и од роден денот малку. Да, ги дополним. имено сакам, навистина, еве оваа наша емисија да биде една иницијација за конечно одбележување на неговиот роден ден или денот на раѓањето, наместо денот на неговата смрт, како што досега има наше обичај. Еве, сведочиме аеродром, патишта, училишта, улици, Александар Македонски. Уште немаме празник посветен на Александар Македонски, најголемиот цар на сите времења, едината личност во историјата која што македонски има одгоре епитет, значи по него не знаат сите и Така. колку и да бил, каков и да бил. Не брендирал Каков и и да до бил ден наш денес вакви какви што сме, наш не си е, брендирал. каков и да бил, наш си е, и велат дека бил низок, не бил низок, бил висок.
нема ниски македонски. А што е битно на крајот на криштата? Па нема ниски македонци, дали бил бил и висок или самиот низок? велел, како она oh my god, што денеска на англиски, па го преведуваат на марширале, односно женски Дека полкучка, тоа им било марширале древен обичај пред да тргнат во битка. Да. Затоа им се чуделе овие оддолу на древните обичаи. И јас им се чудев на тој обичај, прв пат го Тоа е среќавам за негде да по се записите. заштитат од раскол или шизма во глутницата, во самата глутница, пошто они се воини, одат и многу страв, паника. Принесуваат со Орисандра жртви на Фоп, на богот на паниката и на богот на војната, нив ги води напред и сето тоа. Херодот пишува дека Озирис, египетскиот, бил придружуван од неговите два сина, Анубис и Македон, а Македон понатаму е преименуван во Вебвавет и сето тоа во Египет. Значи Македон го има како деити, како во Египет. И е представен, ако Анубис е куче, Македон е представен со целиот оној оклоп и шепи и символи на волк. Значи првиот грб не е лав, туку е волк на Македонија, најден македонско хералдичко друштво го потврдува тоа. Маседон, принцов е Матија, представен волк, представен на сребрена позадина. По истражувањето на нашите астрономи, господинот Ѓоре Ценев и луѓето од планетариумот, и издавањето на нивната книга Небото на Македонија, научивме дека нашите стари овде, со Орион го нарекувале Орачот, а Сирирус го нарекувале Волк. Харот Ламп пишува дека сите од фалангата верувале дека Волк ќе го води Александар кон изграј сонцето по патот кон успех. Местото каде што се наоѓа геоглифот се вика Канда, а Кандаон или Кандеон, Кандавон е врховниот бог, односно богот на војната кај пеонците. Така. Овде имаме А Канда значи Кандило и Видилина. Кандило, да, Канди и Кандахар, Кандахар докаде што Узбекистан, Самарканд, старото име му е па Мараканда. Мараканда, Да, точно. за тоа во моментов со господината Гелева работиме на еден обемен материјал, таа го истражува санскритот, па дури и појасот на Орион на најстар санскрит, Исус 3 Канда се вели. Исус 3 пати Канда, 3 пати звездите, појасот на Орион на стар санскрит. Канда на турски значи крв, Так. на латински. Значи пак сите живот, смрт и повторно раѓање. Што можеме да научиме од цело
да го онака професионална деформација, да го изменаџираме правилно, за да имаме добробит не само за нас сега у наредниве 10, 15, 20 години, туку и нашите поколенија и предци во наредните 200, 300, 400 години. Па наместо да гледаме како ќе ги снимало македонците за 300, 400 години, да имаме еден план колку убави калинки, праски ќе јадат македонците. Да имаме план како ќе ги има така. и после 1000 години, а не како ќе ги снима и после 300 години. Я голто малери. Жаагута дому чахолибим. डॉक्टर नियम वेलेंस इस्तेमाल तो बराबर है में गानी चले इन पेरेंट हूँ के बनी में इन पेरे आमनी बम से न तो जाते हम के अस्पताल ने बम ना सब वैसे बम से नहीं में आदमो चौखोलिबिम वेलेंस गानी नहीं वायम वो अक्सर के लिए उसमन खोते 2-3 हज़ार रुपये खर्च मरी में बसन बराबर है टूट के उसम सना मरी ने सेल में जहाँ गोर मिली है नहीं चम इतबार चाक सेल में शुआसम ऐसा मरी ने तय सेल में के गुदुमो चौगा न काका खनी दिल इस्तेमाल सेल में बेलटे सना बट मलतार चमला बेचम सना बट बे सेल में छोड़ जो कमन शूक या कमन छमुरी के इस्तेमाल सेल में सेनस के ने ते बरट इतबार ने गानी शुम का हनी दो तुम छोड़ जो कमन छमुरी के ने या थी शूक चवन छमुरी का रहे तुम दायते अदम छुट्टी ठाक मनी में अच्छा गुल तो मलेरिया मखदुनिया हीर हनी या मिदेलन इस्तेमाल है चवन के सियात गाने चवन इतने सियात गाने मार दिल दोशन माँ सेहत ठीक नहीं में हजरत नू पैगम्बर उम्र खुदाई मची गुसन उम्र में ते इस्तेमाल है सेहत ठीक में Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Од недопрените хималајски височини, од малото кралство на крајот на светот, од убавите луѓе на Хунза, пристигна одговорот на нивната долговечност и здравје. Масло од семка од кајсија, априкот ойл или хание дел, како што си го викаат на борушевски. Статусот на семејствата во Хунза се уште се мери според тоа колку стебла кајси имаат во дворот, а тој култ кон кајсијата го претвориле во капка здравје. Рачно, камен на камен, толчејќи ги семките, да се направи капка сончевина, капка убавина и капка сила. За овие луѓе ова масло е добро утро и секојдневие. Тоа е првата асоциација за Хунза и нешто што го сметаат за свој бренд. А такво е зашто е направено рачно, по рецептура стара 2300 години, колку што се тие таму, во таа хималајска долина. Makedonia kwa atokon olu taro ayua atokon uyonar guseshati sandi tupa mardotan. Радост е да го имате и да го пробате. Искористете ја привилегијата зашто ова е прв пат хунзите да праќаат некому од своето масло, а вие знаете дека тоа не е случајно. Пратено во Македонија со многу љубов и молитва за здравје.
ти благодарам што еве допатува од Свети Никола Динеска во овој дождлив ден за да бидеш со нас. И би сакала да те замолам штом ќе се устогласиме со термините, јавно да те замолиме да ни бидеш и нас водич во Свети Николската околина, мислам, иако не сме новинари од странство. Сега ми возвратите се едно во вашиот крез, затоа што никогаш не сум бил таму и би се... Задолжително. Убави се овие периоди, затоа што навистина бараат земање камера и одење надвор на теренот, каде што се најголемите наоѓалишта на сите убави приказни. Ти благодарам уште еднаш на гостувањето во Македонија. На нашите гледачи да им се заблагодариме на вниманието, се надевам бевме интересни колку за почеток или колку за воведение во оваа тема која што допрва ќе се развива, како што гледате. Пријатно, добра ноќ, се гледаме во наредниот Македониум во истото време. Ćao.